Со празнична вечерна богослужба и со утрена и света архиерейска литургија во храмот Свети Великомачени Ѓорги, на која ќе начествуваше митрополитот Прегалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници од Кочанското архиерейско наместништво, беше одбележан празникот на градот Кочани Петровден. По литургијата, свештениците и верниот народ се опатија на Литија со иконата на светите апостоли Петар и Павле до градскиот парк кај фонтаната, каде што се изобразени ликовите на светите апостоли. Таму беше пресечен славскиот колач и беа упатени молитви кон светителите. За многу години нека честити вечен празникот, празник на градот Кочани, исто така празник и на целата црква Христова, на Вселенската апостолската црква, како што и празник на нашата света Македонска автокефална помесна црква. Се молиме на Бога преку молитвите на светите апостоли Петар и Павле да им подарат на луѓето мир, благослов, благосостојба, да ги направат луѓето среќни, радосни, весели, да може да го слават Бога и да живеат мирно и спокојно во овој живот. Денеска значаен ден за Кочани, денот на градот, она што беше децениска традиција во Кочани, да Кочани ги пречекува гостите. Ние пред 8 години го официјализиравме и Петровден стана официјален ден на градот. Забележуваме кај сите наши сограѓани дека ова е од огромно задоволство, присуството и на црквената свечена литургија, присуството на литијата и на сечењето кршењето на колачот, и ја користам оваа прилика на сите наши сограѓани да им го честитам денот на градот, на сите оние кои што го носат името Петар или Перо или слични, кои што имаат домашна слава, да им ја честитам таа слава и да им посакам многу здравје, многу успеси и многу понатаму такви убави моменти. По повод Петровден, синоќа во Центарот за култура Бели Мугри се одржа духовна академија со црковни читања за двајцата Христови апостоли Петар и Павле. Настап имаа женските хорови, Лесновскиот Света Лидија Македонска, Штипскиот Свети Климент Охридски и Радовишкиот Свети Јован Дамаски. Во рамките на програмата тие се представија со духовна музика. На крајот од академијата настапи и оркестарот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари.